Се зголемува меѓуврсничкото насилство меѓу учениците. Вака покажуваат сите истражувања минатите години во Македонија, но и во Европа и светот. Од Филозофскиот факултет во Скопје, каде потенцираат дека е потребна итна реакција, препорачуваат сериозно да се земаат овие показатели. За жал не сум изненадана, бидејќи тоа не се најнови податоци сега, нели меѓу последните објавени практично. Има и претходни истражувања и оно што го гледаме и на терен, одамна е присутно меѓуврсничкото насилство кај нас. Како што забележувате, не е само тоа проблем кој нашата држава го има и се соочува со него. Феноменот на меѓуврсничко насилство е во светски рамки присутен и тоа што го бележи емпиријата и праксата е дека е растечки феномен, без оглед на тоа колку многу интервенции, интервентни програми, истражувања има и слично. Значи е растечки проблем. Да, постојат добри практики во Европа и пошироко кои бележат успеси во однос на справувањето со овој проблем, меѓутоа се уште не сме дошли до степен да тој се искорени, затоа што е прилично сложен, во смисла на тоа дека не можете да посочите еден аспект на кој би требале да се, фокусирате. Не се возможни итни решенија, но можни се итни активности, вели доктор Фрицханд. Таа апелира секој во својата област да почне да реагира, бидејќи не постои магично решавање на проблемот. Значи, родителите дома со своите деца, наставниците со учениците во училиштата, лицата кои што се одговорни за безбедноста во својот дел. Значи, буквално сега треба секој во својот домен на действување да го направи максимумот да го вложи. Оно што психолозите цело време го кажуваат, разговарете со вашите деца, ама тоа не е само флоскула, не е проформа разговарете. Не е доволно само да прашаме како беше во училиште. Значи тоа е нужниот минимум кој мораме да го испочитуваме, да правиме, да покажеме дека не интересира како нашето дете го поминало денот во училиште. Меѓутоа треба да зборуваме и за тоа како се чувствува на училиште. Кои се убавите работи што таму му се случуваат? Дали се соочува со некаков предизвик можеби? Значи не само кога ќе се соочиме со проблем, мораме таа релација квалитетна родител, дете, наставник, ученик, наставник, родител и сите тие аспекти да го градиме од сам старт. Институциите се алармираа по трагедиите во соседна Србија, каде основец изврши масовно убиство во училиште во Белград, но и масакрот следниот ден на млади луѓе кај Младеновец од страна на 21 годишно момче.